нашата приказна. Ајде за идејата да зборнеме, нели, прво. Рековме, нели, како сме дошли до идеја да отвориме ваков центар. Во основа не ни имавме идеја да отвориме ваков центар. Почна приказната многу наивно, многу повеќе од интерес во основа. Јас бев своевидно самоук информатичар, интересирајќи се за информатика, случајно наидов на една група од Украина, од Киев, на една група на, да ги наречеме, научници, професори денешни, кои што се бават со така наречена информацијска медицина, чија што информацијска медицина позадина или наука или основа е применета биоинформатика. И така се интересира фактички да проучам што е буквално еден интерес од љубопитство. Сега полека се до тоа прогресира до ова што денеска се нарекува Центар за биоинформатика, односно да стигне до некоја фаза на ваква една клиничка употреба на тоа што тогаш беше едно хоби или еден интерес. На самиот почеток, јас како фармацевт, сепак ми беше многу тешко да разберам и да прифатам дека одредени информации кои што го заменуваат тој меѓуклеточен јазик може да направат иста таква промена како било која хемиска супстанца која што ја земаме. Затоа што сепак, нели, мојата едукација и образование беше во тој правец дека се лекува со соодветна хемиска супстанца, без разлика дали е природна или не е природна. Меѓутоа, откако увидов дека всушност тоа е иднината, дека лекувањето на самиот организам не се случува доколку само надокнадиш нешто што му недостасува. Поентата е враќање на сите органи во нормална функција. Тогаш не ни наслутувавме дека ќе направиме еден ден и регенерација на органи. Такви, значи, полни со ентузијазам, со волја, сме работеле, ако верувате, по 15 часа на ден, со толку посветено, со толку читање, контакти со различни научници од цел свет, од различни бранши кои што веќе работат на тие полиња и на регенерација, на друг тип на диагностика. Може да кажам дека со Кристијан како тим толку трпеливо и со труд, со работа сме направиле толку многу анализи, стигнавме до тој момент дека свативме дека сепак секој орган, секоја клетка може да се регенерира, може да се врати во нормала, свеста кај човекот може да се издигне. Мислам дека ни се промени комплетно животот откако почнавме да го правиме тоа. Кога стигнавме, како да кажам, до првиот момент, до првиот регенериран орган, тогаш се роди и таа идеја дека да, ќе направиме клиника, ќе направиме таков центар, каде што апсолутно ќе може да дојде и здрав човек, ќе може да направи диагностика на целото тело, меѓутоа ќе може и да направи регенерација на сите органи и ќе може да живее многу поквалитетно и поубаво. Тоа е поентата. Примарната идеја не беше да се лекуваат болни луѓе, него да се работи на подобрување на квалитетот на живот. Квантитет и квалитет на живот. Затоа што многу малку на таа тема пружа медицината. Обично медицината се бави само со веќе, нели, конкретни крајни финални проблеми или состојби. Така да ние од таква една идеја полека потпаднавме во таа категорија, нели, да лекуваме, односно да се занимаваме со потешки заболувања или со неизлечиви заболувања. Али примарната основа на примената биоинформатика е квалитет и квантитет на живот. Кај нас диагностиката всушност што е, имаме увид во функцијата на сите органи. Тоа ни е неопходно и потребно за да знаеме кој орган, нели, е послаб, кој функционира одлично, каде имаме некакво оптеретување и каде е потребен друг тип на информација за да се врати телото во нормала. Затоа што може, нели, организмот да изгледа одлично, пример, не ехо самиот орган да изгледа сосема нормално, меѓутоа да не функционира како што треба. Клучно е да се врати функцијата на сите органи во нормала. По таа диагностика, каде што се мери мембрански потенцијал, на истиот принцип како ЕКГ и ЕЕГ апаратот, ја гледаме детално, доста детално функцијата на сите органи. Сега по таа одредена диагностика посебно се прави персонализирана терапија за секој пациент, затоа што секој од нас има различна функционална состојба, нели не постојат двајца исти луѓе. Терапијата сметаме, нели, и е многу успешна, прво затоа што е персонализирана. Второ затоа што речиси кај сите пациенти правиме регенерација на сите органи. Затоа што е многу логично доколку органот е регенериран, дека ќе функционира многу подобро од тоа што
функционира во моментот или е оштетен од некаков патолошки процес кој што се случува. Како што кажавме, нели, во врска со дијагностиката, дека станува збор за мерење на функционална состојба на организмот, односно имаме можност да ги погледнеме или имаме графички визуелен приказ на секој орган или на секој систем од органите како функционираат. Сега, кога имаме таква една општа, генерална, крупна, голема слика, нели, за тоа што се случува во организмот, што е многу важно, а друго нешто што би истакнал што е уште сметам поважно, е можноста да ние ја промениме таа функција на тие органи. Сега, најинтересниот дел во таа промена на функција на органите е со тоа што ние не ја правиме промената на функцијата на одреден орган преку хемиски пат или по пат на промена на хемискиот баланс во организмот или дисбаланс ако треба да се надополни, него имаме можност да се обратиме на клетките, што е многу интересно, на истиот тој програмски јазик на кој што ни комуницираат. Ова е многу интересно и за тие што се бават со информатика, нели ќе го разберат многу поедноставно, како што ни познаваат одредени програмски јазици како што се C++, Delphi или Flash, пример давам, така и ние имаме можност, односно познаваме одредени програмски јазици кои што клетките ги користат за комуникација. И тука ние можеме да видиме што се случува, што зборуваат, каде грешат и на истиот јазик како сега ние што се разбираме да им се обратиме и да им дадеме показ каде они како да ја променат функцијата, односно да постигнеме лекување и излекување. Така да околу делот за терапијата или лекувањето, тоа е тоа што се нарекува персонализирана терапија, затоа што на основа од прегледот на секој пациент, нели, му се дава специфична терапија за тоа како неговите клетки во даден специфичен орган или сегмент, зависност каде има потреба, да се вратат во нормална функција. Затоа тука не може нели да се каже дека еден лек одговара за секое заболување. Накратко, нели, вака да го користиме микропроцесорите што ги користиме, тие се изработени од материјал што се вика SN, е хемиски состав, односно по формула, односно е кала и народно кажано. Значи тоа е метал во чија што кристална структура се запишува со посебен хардвер и софтвер таа информација што е потребна нели да им се пренесе на клетките. Своевидно може или едноставно поедноставно може да го разберете како една малечка мемориска картичка, која што мемориска картичка на нејзе ги има сите, да речеме, податоци што компјутерот може да ги разбере и потоа да ги претвори во звук, односно музика, или во слика, односно филм. Така да тие малечки микропроцесори се претходно програмирани, персонализирани, нели се со цел да се постигне тоа што сакаме да го постигнеме во одреден случај и кој одреден човек. Другиот дел што го спомнавте, користиме најобична водичка. Значи сега тие малечки микропроцесори се стават во малечко шишенце во кое што се полни најобична вода, затоа што водата има посебна и поспецифична улога во функцијата на нашиот организам, односно начинот на пренос на информација од микропроцесор на вода и во организам е многу подругачија, така да постигнуваме некоја друга цел, нели, со таков пренос на таа информација што сакаме да дадеме. Станува збор значи за типови на носачи, нели, како што е хард диск или флеш меморија, тоа е може буквално така да ја сватите разликата. Прво што би препорачала на сите луѓе да го најдат тоа што им е пасија во животот и тоа да го прават, затоа што тоа не прави среќни. Така се реализираме како човечки битија и тогаш нормално дека најмалку имаме заболување. Во секој случај, секој од нас треба навремено да се грижи за здравјето и е многу подобро доколку направи некаква анализа или мерење во превентива пред да се појават сериозни отстапки. Значи не треба да чекаме да имаме некакви болки, да имаме некакви проблеми веќе здравствени, да пиеме некаква терапија за да направиме корекција. И искрено исто би препорачала никогаш да не сметаат дека нема решение или лек за нивното заболување. Затоа што се менува, секој ден се откриваат нови работи, сметаме дека за некоја состојба постои одредено решение, дефинитивно. Треба да се бара, треба да сме упорни и за се има лек. Медицината таква како што досега ја познаваме или досега познававме, повеќе нема да биде. Нели самата ковид пандемија во основа го натера светот да малку поразлично гледа на нештата, односно да види до каде е возможна нели таа хемиска така наречена супстанца која што е примарна за лекување, до каде се капацитетите, а од тука натака веќе доаѓа до израз таа така наречена информација, односно персонализирана терапија, ние што ја нарекуваме. Иднината дефинитивно во светот во медицината ќе биде регенеративна медицина.
Значи, околу 10% се смета хирургија, околу 10% е хемиска супстанца и 80% во иднина треба да биде регенеративна медицина. Односно, одржување на човековото здравје и тој квалитет на живот за кој што зборуваме или го објаснувавме пред малку. Така да, дефинитивно би рекол регенеративна медицина, односно унапредување, подобрување на квалитетот. И тоа што пред малку нели го кажа Татјана, секој треба да биде среќен и задоволен, а тоа може да го постигне кога ќе го прави тоа што него му е страст и пасија, пошто тоа е основата за здравје, за баланс. Едно е психа, друго е сома. Значи, едно е тело, друго е психа. Нема органски проблем, има психолошки проблем, оди на психијатар. Апсолутно неточно. Еве пример. Се нервира некој 3 месеци. Има гастрит. Се нервира 3 години, има чир на желудник. Се нервира 6 години, 10 години, има рак на желудник. Сакам да кажам, механизмот на психосома, сома-психо е нераскинлив и не можете вие некого да го излекувате ако вие не ја исклучите или ако вие не ја коригирате менталната и емоционалната состојба.